Ова е црквата Свети Атанаси во Лешочкиот манастир, најубавата и најпосетуваната во Тетовско. Таа е едно од поновите верски објекти во манастирскиот комплекс и целосно возобновена по војниот конфликт во 2001 година, но старите древни духовни светилишта во состав на манастирот, кои потекнуваат од средновековието, а заштитени со закон, се оставени на забот на времето. Храмот Света Богородица, еден од ретките по својата архитектура и фреско живопис, на повеќе места прокиснува, а фреските се ронат. Во уште полоша состојба е црквата Свети Атанаси, која се наоѓа над патот кон селото Брезно. Откако е запален за време на Османлиското царство, тој воопшто не е возобновен. Пред неколку години поставен е само лимен покрив на објектот. Тука внатрешноста е речиси руинирана. Останати се зидовите, односно камењата кои се распаѓаат. Тука под речиси да нема. Кога влегувате во овој објект, ништо не наговестува дека станува збор за православен храм. Можеби самата градба и неколкуте фрески кои што се останати на олтарот од оваа црква. Од Тетовското архиерейско наместништво велат дека двата храма се културен белег од ова поднебје, ако се знае дека Лешочкиот манастир во средновековието бил и епископски центар, но поради нивната заштита, тие како црква не смеат да интервенираат. Тој манастирот, кога е разрушен, на него всушност ништо не е превземано, локалните селани се собираат за каната на Свети Атанаси на 30 јануари, каде што осветуваме вода и благословуваме славски колач во чест на Свети Атанаси. Меѓутоа, за самиот манастир ништо особено не е превземено. Се разбира дека вие како што видовте, манастирот треба покрив, треба да се направи и под, треба да се направи и иконостас и така натаму, значи има доста работи за да би можел тој манастир целосно да профункционира. Од Министерството за култура велат дека изработен проект за конзервација на црквата Света Богородица во Лешочкиот манастир, но истиот нагласуваат отаму е во делот на иницијативите на владата, кои не се поврзани со стратешките интереси на државата, и проектот ќе се реализира во наредните неколку години. Во меѓувреме оваа година планирано е превентивно да се интервенира на санирање на покривите од камените плочи на трите апсиди на црквата. Тоа подразбира поставување на времен покрив заради обезбедување на соодветни услови за изведба на конзерваторски зафати на архитектурата и живописот. Од надлежното министерство за сега не планираат да преземат мерки за санација и конзервација на најстариот храм од Лешочкиот манастир Свети Атанаси, од каде практично започнало духовно да се развива ова светилиште.